Се наоѓам во еден прекрасен занајчиски дуќан, што навистина е реткост во старата Скопска чаршија. Ќе зборуваме за еден интересен занајот, се уште задржан во чаршијата, а мој соговорник е Зоран Головски, изработувач на стакло и на рамка, и вака наоколу кога ќе се свртам, навистина постојано гледам изработки на стакло. Многу гледала, веројатно некој тренд е веќе тоа, помодерно барање на стаклото, на многу рамки, на многу рамени уметнички слики. Добро утро. Добро утро. Предходно, пред да се вклучиме, разговаравме дека и ве прашува веќе, можеби како второ прашање ќе биде една ретроспектива, дека последниве 20-30 години некако изумираат занетите во чаршијата. И она што некако ме интересира да ве прашам, колку стаклото е предизвик да се не е само да се изработи, нели, да се направи уметност од стаклото. Па добро, ако збориме сега за уметност од стаклото, тоа е сосема друг занат. Ако збориме за она што ние го работиме, има разни, се работат разни работи од стакло, не се само прозори или стакла за слики, него се изработуваат аквариуми, па се прават вратички за кујни со пескарено, со дезени разни. Има, предизвик има во стаклото да се изработи и е барано на пазарот, да. Тоа сакав да ве прашам, колку може да се задржи навистина еден кај вас е семеен бизнис од вашите родители, вие еве пренесено и на вашите синови. Мене ми е особено драго затоа што, како што кажа во најавата, вие сте навистина едни од ретките во однос на рамките. Повторно ќе се вратиме на стаклото. Во однос на рамките имавме во чаршијата порано, паметиме ние дека имаше доста рамкари, каде што беше атрактивно. Да не кажам порано од домакинките изработуваа гублени, па која рамка беше предизвик надпревар. Сега веќе тоа изумре. Сето тоа е изумрено, значи од 500-600 дуќана колку се во чаршијата, јас сум единствен. И не само во чаршијата, него да кажеме до крајот на Цветан Димов, дваму до Автокоманда, значи едини што се работи со оваа работа сум јас. Нема, за жал нема никого да научиме друг. Тоа е навистина жалост. Но тоа е. Во однос на рамките, можам тука да погледам доста видови на рамки. Кои се најбарани и од кој материјал? Дрво, пластика, как метал? Па има на пазарот, има и пластични, има и дрвени. Најмногу се барат дрвените, затоа што најмногу дозволуваат дрвените да има многу повеќе видови и се делат на повеќе за графики, за акварели, за масло на платно. Па за гоблени, сега мада гоблените тие се вадат, тие старинските рамови се прават нови. Сега внуките на бабите, од бабите земаат гоблени па ги преврамуваат или вадат од тие старите басамаци, некои си сребрени шари, овдека поготово муслиманките имаат некои си за веридби убави тие со срма плетени прекрасни работи, штета што немам од нив да ви покажам тука, тие доаѓаат и одма си ги земаат. И така, иначе тоа има рамови секакви, многу, и тоа што има Така. Повторно ќе се вратам на стаклото, бидејќи некако атрактивно младите девојки, жени, воопшто сакаат убави огледала, нешто што многу модерно. Да, имаме тие, изработуваме тие Холивуд што се огледала. Па доста се барани, да. Сега во последно време малку не, ама едно 4 години одеа, точно. Така. Да. Веќе сте во дуќанов колку години? Па скоро 30. Скоро 30 години. Како беше кога дојдовте? Помлад, 30 години. Верувам дека ова сега што кажувате единствен за нечие, имаше за нечие. Се дружете? Имаше, имаше и конкуренција. Која е најздравата работа за една работа, кога работиш, здраво е да имаш конкуренција. Сега вика немаш конкуренција. И сега работиш така, сите чекаат само ти, нема кај другиот, па кај третиот, па да дојдеш на кафе да се напиеш, муабет да направиш. Тоа е сега. А инаку не знам како што тргнало, дали ќе нема само, ќе останат овие трговски дуќани. Тоа е работата, не знам, нема. Пошто луѓето сосема од други причини, па од други места, па видат сега набавки кинеска работа, знаеме си сега да не се враќаме на тоа. Тоа е некако полесниот начин. Да, зимаат количини од таму, не се цени работната рака, затоа што ти веќе си автоматски поскап, а кога носат од таму, тоа е. Добро, ама никако во светот и светски тренд е она кога ќе се рачно изработи, навистина има цена. Сакате да кажете дека тука кај нас некако не се вреднува тоа? Не, каки тука, поготово
Во чаршијата, викам, тука мисла дека све е ефтино кај нас. А не дека се цени работната рака. Да земете вие сега на некого да му направите нешто што не го направил никој, може ли поевтино? Така. Споменавте дека неколку кои од занетите можеме, ако сакаме сега да одиме да посетиме, кој занечија би можеле да го посетиме во чаршијата? Занечија? Да. Што работи како мене? Да. Еве, вие сте за стакло и за рамки. Друг? Фотографи има. Двајца фотографи. За шапки? Има? Шапкар позад, да, има шапкар еден. Штом толку долго се мислите, значи? Не знам, стварно не знам. Има нешто од златарите, има два тројца, тие што се производители, што се ковачи, како се вика тоа, не знам. И друго. За да ги продолжиме традициите, навистина треба да се вратиме на занетите. Некогаш кога ќе се спомни, сега кога ќе се спомни, и кога сакаме на некој странски посетител да му кажеме, го носиме во чаршијата и сакаат да ги гледат занетите, мораме да се вратиме на занетите. Тоа е точно. Еве, затоа ве враќам и 20-30 години наназад, кога навистина имало многу занети, што ќе им порачат, еве на младиве сака да биде занечија, да се нафатат или? То нека дојдат на занат. Јас сум отворен за деца, млади за работа. Кој што сака нека повелат, мада. Тоа е тоа. Се надевам, искрено се надевам дека некој ќе помине. Јас сум и во комисијата за полагање за стакло и за рамки. До сега имам за 3 години тројца кандидати, од кои тите тројца ги превеле дипломите и се заминале тука. Така, значи Да. не им тоа е уште некако неубав податок, значи не е за во нашата држава. Да. Ги преведуваат на енглески и се заминуваат. Се заменуваат. Добро, мора некако, навистина, ако сакаме да живееме од занаетите... Мора да се живи од занает, мора да го има и тоа, но треба да има некој погоре да ги размислува тие работи. Ние не можеме, немаме снага сили за тоа. Добро, еве, вие успеавте. Вашите синови се занимаваат со друго, меѓутоа доаѓаат од ученото, изработуваат, особено во оној дел за изработка на огледала. Мислам дека веќе се наметнати на пазарот. Браво за нивната волја, браво. Јас се радувам. Мислам дека е ваша заслуга. Да, па и еден дел да. Да, скромни сте во одговорите, меѓутоа не е така. Зоран Гловски, ви благодарам што се вклучивте во утринската програма, што како кажав, бевте домакини, каде што можевме да се подсетиме. Мене ми е некако прекрасно чувството кога ќе дојдам во занаечиска работилница, каде што се уште се гаат и се негуваат занетите. Убаво кажавте, од стакло може голема уметност да се направи, меѓутоа сепак да се изработи стакло е, мислам дека тешка работа, нели? Епа, тешко е. Тоа го знаат, тоа ништо го прават, ние само го конфекционираме. Така. Уште еднаш ви благодарам. Благодарам ја на вас. За гостување. И повелете ни пак.